Сега ќе поразговараме за оваа ситуација малце и ќе расшириме темата. Во студиото е Илија Ацевски, социолог. Јас ви благодарам во овие тешки моменти што прифативте да бидете гостин во телевизија 24, колку можеме да поразговараме за оваа тешка тема, болна тема. Сакам да ве прашам како социолог, кои се последиците кои што се на повидок на една ваква национална загуба? За мене големо жалење, сочувство за погинатите и да посакаме што побрзо да оздрават оние кои настрадаа во овај. Таму се желбите сега, така е. Тоа е. Тешко може да се во овој момент, како би рекол, да се нотираат, да се забележат некои моменти кои на некој начин ќе го, како би рекол, ќе се наметнат сами по себе после овој настан. Зборувам за државата Македонија, иако овие колку 3-4 дена се траурни аспекти кои анализира, кои правеа во една, би рекол, една анализа која што води во некоја насока дека се не би сакал тоа да го, ја многу работи, не се сложувам со тоа дека живееме веќе во гнила држава, така. Некаде тоа се приближува до некакви партиско-политички пресметки, сега како да речам, немам други, не дај Боже тоа сега да се претвори во таква една, да добие таков еден, како би рекол, еден ток, не? Дека главните партиско-политички актери на овие 30 години да почнат да се пресметуваат сега помеѓу себе. Не? Иако и некои изјави што малку и ме загрижуваат од некои политичари, не е битно сега во таа смисла, не ги знаеме врвни од пред се мислам на водачката партија, дека се треба се води до крај. Дека на некој начин дека треба сега сите да одговараат во таа смисла, тоа е во ред. Но јас имам една, бидејќи еден проблем го истражував долго време, што значи тоа пропаднат систем и што значи корупција, дека кога ќе се почне од нешто, така, тоа да го сметаме за некој револуционерен чекор, потек, така, потес, не? Тоа треба да биде до тој степен поедноставено, немам друг израз. Добро. Да може кога ќе вие тоа го наметнете и го пременувате, да не тоа звучи дека некому се одмаздувате, така, или правите нешто кое не знам да создава некаква атмосфера, туку едноставно воспоставувате, воведувате еден елементарен ред, каде што коруптивно однесување или однесување кое што е надвор од тие некои правила на едно нормално однесување нема да биде можно, недозволено нема да биде можно, кога тој систем ќе ги, како велиме ние, ќе ги селектира, ќе ги истакнува на една позиција напред, не оние кои што се најспособните, без разлика тие дали се партиски припаѓаат на една или не знам на каква опција, кога ќе почнете овие неколку работи да профункционираат во еден систем, вие веќе добивате една здрава, би рекол, како, речем, средина. За жал, ние тоа во овој момент го немаме и некои може претеруваат во овие моменти дека ете живееме во тоа. Секој ќе има трагедии од ваков тип. Но мораме да го селектираме, да го издвоиме што тука тој човечки фактор, тој коруптивен влијае на тоа. Ако тој претежнува, така е главен, тоа е она што е загрижувачки. Она што е кај нас во... Два типа на реакции има сега во јавноста, дека ова може би за неколку месеци ќе се заборави и ќе продолжиме повторно по старо да замежуваме на ваквите дејанија, кои сте коруптивни и кои што се нелегални, а од друга страна дека може би ќе научиме лекцијата и нема самите да дозволиме да почнеме од самите себе си. Тоа првата констатација дека
ќе се заборави, долго време нема да се заборави. Да се заборави не, него ќе се продолжи повторно постави. Така, кое може би ќе го нема тој, како би рекол, удар на тие негативности, да се изразам многу едноставно, не, на тие проблеми кои што се во, како би рекол, во институциите, но за мене постои, реков, една, како би рекол, да не се случи тоа, така, треба да започне еден длабоко, би рекол, обмислен потез или постапки, или како би рекол, на состојба да започне, не? Кога на самиот почеток веќе ќе препознаваме човекот како поединец и дел од институција ќе препознава што е она што е коруптивно, што е она што води до... Мораме тоа да го направиме. Дури би рекол дека е сега тука е тоа сомневање дека дали сме ние, често ги слушам овие денови, не, и претhodно, не, дали сме ние способни како држава тоа, има едно сомневање дека не сме способни, држи тоа дека капацитетот во некои институции до тој степен е урнисан, да они не можат, ако некој од надвор не им помогне некако. Ја речем, зборувам за високо образование. Вие не можете да правите реформи. Не го знам овај систем на, што довело, да речеме, не го знам во детајли, иако кога ги гледам овие 7-8 разни тела, институции од Министерство за од Министерството па до најниските органи кои ги формира општината, кои на некој начин дозволиле вакво нешто во една, ајде да се изразам тоа многу грубо, една штала да се одржува вакви манифестации, да влегуваат по неколку стотици луѓе во исто време, а да немате елементарна, да не се свесни предпоставка дека ако се случи нешто, таму дури да не да било пожар, да пукнала некоја петарда во таа смисла, димало паника, не сум сигурен дека нема да имало многу жртви. Ќе имало многу жртви. Не, едноставно некој може да се поигра со тоа. Мора, значи, тука е одговорноста на самата институција. Тука доаѓаме до, но сега ќе се прашаме, сега предпоставувам, не, ова да го разговаравме или да го предпоставевме, односно да го ставиме на дневен ред, пред да се случи ова несреќа, така, значи, чекајте, има таму една, може тоа, знаете ли колку тоа, кој е тој степен на една развиена свест на превенција пред се. Ние тука сме на некој начин, како би рекол, онеспособени некако, не знаеме, не. Пред 2 дена дури ја одам до тој степен да вие дури ако барате сега одговорност, тоа ќе се покаже, овде веројатно треба да се направи една сега длабинска анализа на тоа кој како зошто давал така дозволи, на што правил и така. Веројатно ќе се тоа се почнува самиот почеток, самиот објект не бил соодветен. Па дозволите за работа, па обезбедувањето, тие луѓе 15 години одат таму. Пред план имаше исто, се сеќавам еден голем исто таков настан во овој објект. И сега вие кога ќе погледнете од надвор, како тоа изгледа, тоа е застрашувачки. Тоа е цела низа на пропусти. Цела низа, тоа имате, ајде, не знам колку пропусти. Кој е виновен тука? Вие сега ќе обвините 10-20 луѓе, но не го решавате проблемот. Не го решавате проблемот. Дури ќе апсите, кој ќе апсите? До кај ќе стигнете со апсење? До каде? Министерот сам себе ќе се уапси, ќе стави лисици, ако е тоа. Една од темите и тоа е, ако ги трнеме, не можеме да ги трнеме настрана, меѓутоа ако за една лиценца, одиме она што е како главната причина, за една лиценца во на распит под сомнение се 20 на луѓе. Што збориме понатаму? Што збор така е. Зашто ние дискутираме всушност? Така е одговорност. Ако одговорност за оваа трагедија има 20 на луѓе. Ние збориме за тоа едно пониско ниво на тоа одговорност. Сега политичарите, оние кои се во тие републички институции имаат многу далеко поголема одговорност во тој поглед. И ја спомната на неколку пати. И сега тука доаѓаме до тие моменти на ова корумпирана држава, системска корупција. Дури би рекол дека тоа ме прашавте претходно, јас го истражував тој проблемот на приватизација во Македонија. Таму кога започна, Македонија имаше еден, вака кратко, еден многу чуден систем
И кога ги правиме тие анкети, а кога се заврши таа приватизација 95-96 година, 90% од тие што го анкетиравме сметаа дека приватизацијата во Македонија е најобична плячка. Ето. Сега замислите тие 100-200 да живееме со такво 200.000 работници кои што ги беа жртви на сето тоа, на тој процес, не? Да, ограбени фамилии. Па ограбени на некој, тоа се големи трауми. Тие фабрики беа направени од самите луѓе. Тие Така? беа апсолутно не. И сега, кога таа тогашна елита не определи систем кој на некој начин ќе биде далеку длабински поправичен или многу поправичен, туку едноставно беше насочен да се збогатат негде 100, 200, 500 луѓе. И сега што правиме? Али тоа, се извинувам, тоа остане во нашата свест, во нашето Не само поимање. во нашиот свест, таа моќ што ја доби тој суров Капитализам, капитализам, тој е суров, така, да. тој е суров капитализам кој што може да влијае и тоа колку да влијае на влијае, да. обичниот службеник кој што треба само да се потпише Така. и да даде документација која што Тој му е нема шанси да потребна биде на неговите најголем дел на бизнисменот. да биде тој човек да почувствува дека мора да биде честен, тоа е тешко. и да се почувствува. Има и Да се такви почувствува. коментари Да. Веднаш ќе добие притисок од едно скалило погоре од него. Ако не сака ќе остане без работа, а дома има Таа е фамилија и на крајот тој ќе си За тоа зборуваме за партизирана држава. на крајот ќе мора да прифати, Затоа е таа длабинска. Затоа мора да земал прифати мито или не земал и да се мито. помири со тоа. Да се помири. И тука влегува во тој Легува тука за тој 10-20 круг. години вие веќе добивате еден систем кој така функционира. Како е можно е тоа? тој суров капитализам Тоа е она кој е спонзор на политичката партија, дали е ова или она. Спонзор е затоа што тие кои се работуваат, тоа го прават на еден многу суров начин. Во тоа е проблемот. Инаку беше социјализмот, тој да имаше некоја перспектива ќе останеше. И тоа се случува по големите градови во Скопје. Можеме да замислиме што се случува во помалите градови, каде што се еден-двајца моќници, каде што целиот град го Дури не можеме целиот град го Дури не можеме да контролира. помислиме што се случува. Не сакам да го кажам градот, ете вика, вели отворив пекара во еден од помалите градови. И таа ми ја затвори, до мене отвори поголема, јас ја затворив. А цел град е негов. Може да претпоставите за кој станува збор, да некој кажам со име и презиме. Да, До не е мене битно, отвори не е битно поголема тоа, и не е ми ја битно. затвори, вика, 15 гевречиња продавав една дневница да Не е изгоди. битно, не е битно. Да ме затвори, никој да не работи, само тој да работи. Ето. Тоа е тој суров капитализам. Тука нема, тие правила се едноставно насочени само кон збогатување, добивка на една одредена елита која што е партиско-политички врзана со тие кругови и така функционира системот. И како сега, не сега, требаше вчера, да се отргнеме и да се намали таа корупција, кога ние 30 години си ја префрламе од колено на колено. Кога одиме на лекар, знаеме дека треба да дадеме 100 евра или некој скап пијалок за да биде како што треба, барем така да се надеваме, да имаме приоритетност кога ќе Тоа се одиме подразбира, тоа дури се подразбира, не? Автомеханичар треба Апсолутно. таму да почастиме кога ќе одиме на трето место. Веќе ни е во свеста тоа влезе. Зено тоа во тој начин на однесување и тоа доаѓаме до еден друг поим култура на корупција. Јас ќе бидам многу повеќе културен ако сум повеќе корумпиран. Во тоа е проблемот. Мислам, што е мака иронично малку, но ние сме, барем кои работиме во образование или во оние кои работат во здравство, тоа да не зборуваме за судството, не добро го знаат. Мислам, ако вие не сте тоа, вие сте исфрлен од системот, вие не сте дел од системот, од тој корумпиран систем, а треба обратно, ако вие ве почувствувате дека се корумпиран, да правите да ве тој систем отфрли сам по себе. Тука лежи тој проблем и тука треба, мислам дека, да не звучам малку песимистички, ни треба многу помош од надвор, оние кои што јас зборувам, еве, не знам за овие, али за високо образование нам ни треба сепак една, како би рекол, Да не земе некој под кирија. менаџер, под кирија да ни покаже 3-4 години како се работи, сепак да ги постави тие правила и да се придржува, да формира една атмосфера дека понатаму повеќе не може тоа да се случува. Не можете вие еве сега
да правите вакви катастрофи, да произведувате неквалитетни кадри. Што зборуваме ние? Ние говориме, да речеме, ако вие кажам дека Фулким произведе, создаде илјадници осакатени експерти, условно, не? Што се тие? Ако кажам дека на некои групи само 10% работат во својата струка, а потрошиле 5-6 години на студии, што е тоа? Ако кажам дека, еве сега да се префрлам на теми кои што ме малце окупира, еве конкретно за Скопје, ако вие кажете дека градот од загадување, пазете, губи негде меѓу 300 и 400 милиони евра годишно. И не знам колку илјади жртви, десетици илјади деца кои се дневно со нарушено здравје. Тоа не е ваква катастрофа, не дај Боже, далеку било. Но и тоа е катастрофа. На подол крок. Сега тоа некој ќе рече, спасувај се ако можеш, но не е тоа, не. Апсолутно. Тука се овие, затоа ќе се вратам на тоа, на таа констатација, дека е еден дури, тоа малце ми падна, вака да речам, ова макане, мислам, ова на висока функција, ние сме трула држава и ова, што да, министер. Внимавајте. Што да речам јас? Да. Сега, без разлика тие, ја носат таа одговорност, мислам, не. И она што мене ме плаши сега, бидејќи ние тоа го доживувавме во овој период, ако започне една партиско-политичка пресметка, а веројатно ќе започне, не? Ќе започне. Да се бара одговорност во Да овие се бара 30 одговорност, години, кој сгрешил повеќе? Па тој е припадник на една друга партија и тоа кој ќе подигнете малце на повисоко ниво, тоа може да биде страшно. Не. Ние доживеавме такви нешта на два пати. Знаете? Да. Мислам, и дури тие последици уште ги чувствуваме. Мислам, без разлика дали се работи за ВМРО, за СДСМ, тоа не ја да си ги менуваме на 4 години, на 5 години, 10 години. Апсолутно, правам таа анализа и она сега второто што уште морам вака да го кажам, дали во Македонија има во некои сектори има таква една критична маса која може да повлече промени, но некаде не сум сигурен. Оному каде што тоа нема, тоа што треба се бара, како што бараме сега помош од надвор, така за ова, да побараме помош. За повредените. Апсолутно. Тоа не е ништо, ова, како да речам, ова е како недозволено или е, не знам, нешто страшно, не. Ја спомнавте неколку пати одговорноста. Кои се вашите очекувања, оптимисти, дека ќе има одговорност, ќе се знаат вистинските сторители, оние кои што не постапиле навремено и правилно? Верувајте, долго време размислував за тоа. Кого, зборувам како поединец, како личност, ќе го одбележите дека е тој виновен за тоа. Ако може да се направи тежина на вината, да речеме еден ова. Кога тој момент ќе го направите тоа, ќе се појават најмалце уште барем тројца под него. Тој ќе ги посочине. Кој ќе се направи тоа, тие тројци се направи уште барем уште 6 кои се виновни за тоа, не? И доаѓаме она што го реков, се работи за систем. Ја дури еве сега да испадне тоа некоја ова пародија, потпишала таа што била во министерството, како се вика, не, тој документ. Ја мислам дека таа не знае ни што потпишала. Внимавајте. Сите овие нема шанса да земале некаков подкуп, мито. Така. Тоа е како? Да. Тоа е само наредба, потпиши. Сега, затоа е тешко да се лоцира, да речеме, вина во оваа ситуација. Дури, сега вака правам една, не сакам да испаднам ова карикатура од тоа, не? Ако имаме таква една свест, да речеме, да го ставиме тоа се, тоа е кој одговара, и да почнеме некој почеток, реков она што веков на самиот, на тие елементарни. Вие, да речеме, инспекторот се однесува на начин кој што ги почитува правилата.
и точка. Знаете што вика на запад? Многу малце вика има сообраќајни несреќи. Треба да има повеќе. Да казнуваме. Нема пари. Ние одиме обратно. Да. Пазите. Али, еве, јас зборувам за, да речеме, за градот. Во сферата на урбанизмот се обидував, еве се пак, може би тој случај, како да го компарираме, такова... Ама дело тоа е. Тие компарации ги правам ова, оние згради кои се изградија пред Холидеј Ин. Кој е одговорен? Тоа е најголемото упропастување на еден простор, еден град во оваа ситуација. Во услови кога имаме глобално затоплување, загадување неверојатно. Уште еден ступ. Ни паркинг, ни не знам, да не редам 10 на работи. Немаме невладин сектор. Тие демонстрираа малку, покажаа некоја, но не да до краја да. И дојде булужерот и се заврши. Да. И сега ние, тоа е за тој случај, и за овој долго се прашувам, кој е одговорен? Кого вие сега овде ќе го казните? Оној полицаец кој што е дежурен? Или тој што стоел на продава карти на врата? Така. Или тој што нема дозвола? А да стигне до сето да стигне до полицајецот или до картите? Знаете, тоа година дена, 5 месеци, 2 месеци така натаму. Да. Кога вие оценувате една групна одговорност за тоа, не? Или сите треба да ги осудите по 20 години, или сите да ги ослободите. Секој како носел? Ќе да рече и тие процеси, што да, може би, сега не знам колку би траеле, некој вели дека ќе траат многу долго, не, на крајот на криштата. Ние имавме такви неколку случаи во Македонија. Уште се на суд. И автобусот, и модуларната. Ама зошто се тие така? И не се во судиите не се толку до тој степен ова. Не може да пресече он всушност. Па внимавајте. Да не зборуваме ако е корумпиран, тоа е друго нешто. Да не е корумпиран. Тука цело, еве, например, еве уште еден, она што ме заболе мене длабоко секако човек, не? Тој возачот кој што... Од брзата помош. Јас се прашувам сега... Пошто поминал тој што видел во да, ама кој него го оставил тој 30 сати да биде на тоа? Тој носи одговорност. Па тој има директора. Да. Чекај, извинете бе, вие како се викаше тој? Илчо, така? Да. Абе, чекајте бе, ова Илчо вози 30 сати, бе, тој дали е можно вие да носите... Така. И тоа е исто голема трагедија. Без разлика дека е... Колку да спаси, така? Ти си пуштил душа вечерта. Па, кој човек може да издржи до 30 сати да носи мртви? Да чекайте ова, да. Оне кој што овкат, кој што бараат помош, не? И да вози, внимавајте. Да. Чекайте, немојте ова. Да биде внимателен, 20 пат, 30 пат бил до Скопје, Кичево, рече го Кочани, Шипи, не знам каде. И тоа е голема одговорност. Ете го системот. Ама тие брза помош. Сега, веројатно тие треба да каже некој, не можеш да водиш 5 сати, 6 сати, не можеш повеќе да водиш. Да. Други, како? Биде ангажирани сите, предпоставувам. И тоа има свое семејство и тоа како човек се зборуваме без разлика, не? Ете го за ова ние што говориме. Тука системот не реагира во суштина. Ние не правиме од самите почетоци децата која се во образование па до факултети. На факултетите нема нешто од овој тип да ги учите вие. Внимавајте. Да, таму е само усовршување оно што веќе го стекнал во живот. Ништо повеќе. Да. И добивате еден инвалидизиран систем, корумпиран, длабоко партизиран. Тие се, ја бројам 4-5 елементи кои ќе се спојат во едно време, во исто време, еве го резултатот. Сега вака може сурово али ќе пукнало еднаш. Внимавајте. Да. И која еве тоа, сега која ќе погледнете тоа надвор, таа штала, и се прашувате, па добро бе, ова 15 години се организира, тоа никој не одреагирал. Човекот како поединец, ја го разбирам. Секој си не влегувам во тоа, зошто се расправам јас, за кој сум јас? Во таа смисла, не? Кога немате система да реагира. И како сега да се сврти страницата и да се каже дека овој систем сме сите ние во овие 30 и кусур години, Реков, како да се почне со нов ред, со нова страница? Некои исти делови да почнеме, како што говорите вие, да некаква во целина, тоа тешко може да води. Скоро невозможно. Па невозможно, тоа е револуција радикална. Кој ќе прави тоа?
Еве и самите Ние ова... додека ова го зборуваме, веќе во Маврово Ростуше вчера беа фатени како подмитува. Да, ама тоа ќе Додека продолжи. оваа трагедија се случува, ја жалиме и сите цела Македонија Не, е тоа во е- црно, тоа- тоа се продолжува. Тоа го смета као за нормално, да. Мислам, сакам да кажем дека во неколку сфери кои се клучни, не потребни се длабински промени, постепени, не избрзување, да се побара помош од надвор, ќе дадат тие во таа смисла, не кошта тоа многу, не, од разни експерти, луѓе кои се разбираат да помогнат во тие области. Јас зборам, не знам друго за образование, да речам, не можете вие Но да... тоа е темелот. Да Тоа е образовате темелот на на ваков начин кадри за 21. век. Имајте на време на вештачки интелигенција, не знам што, а вие уште имате некои материјали по 30-40 години. Како? Чекајте. Пазете. И тука кога ќе се сигнализира тоа на тоа ниво, да се мобилизира онаа енергија, оние луѓе кои што можат да понесат таков товар и да се бара од нив. Тоа е процес. Тоа не е чин. Ајде сега или никош, така? Да, самите кажувате колку проценти од тие луѓе работат на соодветни места, она што го учеле, за она што Скоро станувале 10% експерти. работат, 90% не работат. Ете. И како тие да знаат дали таа лиценца е па Тоа да е се посебно. фатиме така, Тоа е дали посебно. тоа е како Тоа што е треба или не. посебно. Ја дури велам ако Дали знаат законите да ги прочитаат? дури како ако е што тоа ова мито корупција има некој спас, така? Ама некој ако прави од незнаење, од било каков интерес во тој поглед, тоа е страшно. Тука не можеме да се поберем јас од тоа. Нешто прави без разлика на не. Тоа го прави сега, тоа е свртено према него да се спасам јас како човек, да немам проблеми, а не сакам ништо. Имаше такви на факултетот. Пише оцени, не го занима ништо. Не зема мито. Сите те работат. Не, нема часови, не дали ништо, никој ништо не ме прашува ништо. Студентот се прилагодува. Да. Во тоа е проблемот. Исто и овде. Тој, кој ќе спореди таа И него ситуација, му е полесно. тоа е исто и така. Овој ќе ти чекај, јас се овој горе, не она, јас се мислам. Така. Да потпишам, треба све што треба. Ако е до мене. На кривиција. Затоа овдека мене тоа ќе ме преокупира на некој начин кога ќе се истера тоа кој е навистина виновен за ова. Кој е виновникот? Нема таков да најдете. Системот е виновен. Кој каже системот е виновен, тука веќе правото и правичноста се далеку посложени. Како ќе казнувате? Како? Ова е и главната причина за иселувањето на Тоа е младите. како исто на некој погрешен раскрцни на пат ова проектирано, има да сообраќајка. Тоа е исто тоа. Ти чекај, некој ќе се прилагоди на тоа да вози да речеме побрзо од што е потребно. Некој тоа нема да го направи и ќе настрада. Тука е целата, не знам дали можам да ја доловам таа суштина, што значи за мене култура на корупција, ние сме во таа фаза веќе стигнати, не? Да бидеме културно корумпирани. Кога сме културно корумпирани, веќе нашата совест не делува на таков начин. Да. И да рече некој сега, кажете, ние сме сите виновни. Ништо не значи тоа. Кој сите? Ако сме сите виновни, така, кој е тој што ќе истера правда? Ајде. Кој е? Кој е тој што има таква можност да рече, чекајте, ако сме виновни, дај сите да се казниме. Како? Затоа мора да се почне тоа некој, ја го видам тоа почеток, мали промени, потези, така, и заедно да речеме 4-5 години во некои сфери да добиеме една здрава средина, работна средина, не, кога ќе веруваме на правилата и законите, кога корупцијата, митото ќе ни биде нешто одвратно, така, и кога системот ќе профункционира. Кога почна да работите да излегуваат од контрола во Тие се излезени, као што години? реков, за Македонија од почетокот на 90-тите години, кога започна тој процес на приватизација, потоа кога се подели, кога настана тие поделби на етничка основа, длабоко поделби не, кога почнуваат партиските борби елити да се борат меѓу себе за власт без разлика на таков начин, кога вие немате изборен систем на отворени листи, да речеме да ги селектира најдобрите, туку едноставно ги селектира оние кои што Послушните. Послушните,
Клиентелизмот, па за тоа говориме ние, не? Дури, ајде ја да не зборувам, сега има еден случај сега за мене, не? Вие како ова, кога го кажувам да и сам себе не верувам. И сега ми викаат, па ти не си партиски, треба да припаднеш некаде. Чекајте. Кога дојдеме дотаму, тогаш има и такви луѓе, еве, слушам дел од тие експерти кои што прават така добри анализи во тој поглед. Не правеле некој од нив во долго време, но тоа се осамени случаи. Кој ги рачуна на некој начин па и за сериозни. Тука лежи проблемот. За жал, тоа е големо разочарување кое што го доживуваме денес. Младите почнаа да се собираат. Нешто налик на Србија, се организираат Не знам собери. Точно, да. Не знам Ќе можат ли Македонија младите, имаат ли доволно сила, ете вие? има доволно Цел век тука работите со студенти. да повлекуваш едно многу важно ова прашање. Имаат ли сила младите Многу важно. да застанат пред Ако политиката? можат, условно, ако натре се инкорпорира некаква партиско-политичка опција, да не остават сами. Инаку, таквите собери, они мора да предпостават некоја идеја, некој водач, нешто како. Не, како инаку. Да. Во Србија како заврши тоа? А лидер мора да има. Лидер мора да има тие некои основни идеи, насови каде се движиме против. Кој кажете вие се движите против корупцијата, митото и ви, како тоа го правите на крај на кришата? Рече ми да воспоставиме еден систем на една нормална демократија. Како ќе го направите тоа? Ние имаме така избори на некој начин, ето, чисто. Тоа што ме прашавте дека од кога почнува тоа, негде во Македонија е веќе скоро подолго време и тоа е зацврстено негде после таму 90-тите години, после 2000-та година, кога македонското општество стана многу сложено општество. Сложено во кој тип? Да се управува Во кој со него. смисол? Да се управува. Да поделбите се не се сега тие само етнички, поделбите се економски. На 5% сега вака не ме држите збор во Македонија, најбогатите луѓе имаат 90% од богатството во Македонија. Да. Што сакаат може да прават. Да. Второ ние сме едно од најсиромашните земји во Европа. 20-30% од луѓето се борат за гола екзистенција. Внимавајте, чекајте, че некој нема да живам сега пат, не знам што ќе терам правда некој така. Тоа малце масовно иселување на младите, иселување на најспособните. Сега кој ќе работи? Ајде. Всушност сега имаме недостаток на тие кои што се, како би рекол, сега би требало да бидат способни за работа, 30 години, добар процент од нив веќе не се тука во Македонија. И? Што правиме со тоа? Како ќе надокнадиме? Од каде ќе имаме пензија? На некој начин, да, или да финансираме кредити, зајмови. Бруто веќе надминува тој колку заложување. Над 60%. Над 60%, 70% фати тоа. Има многу држави, но ние немаме тој капацитет, се разбереме. Сите тие 4-5 проблеми кои ќе испоите во едно, ја добивате тоа се некои што видат дека ние сме како урнисана, гнила држава и така натака. Народ, па некој вика народ. Не се сложувам јас со тоа се. И другите имаат проблеми, секој ќе има проблеми, но да се побара да се селектира една позитивна енергија, не за да се направи нешто. Во тој домен си самите медиуми во Македонија. Така, знам, и тие голем придонес имаат за ова ситуација во која се најдуваме денес. Мислам, едноставно, ако јас, чисто зборам, гледам телевизија, нешто ова, да имам некоја корис. Така. Да. За турски серии, не знам што и тоа, да не зборувам, не иде. Никаде ги нема образовните, никаде ги нема. Нема дури, во мојата сфера тие викам некои од овие колеги, дајте нешто, вие сте стега да кажете не. Нема истражувања. Ја го истражував високото образование. Го истражував делот за идентитетот во Македонија. Конкретно истражував проблемите на екологија, на транзиција. Можам да зборам како емпириски социолог, со знанија, не само да
имам теоретска литература тука едноставно што се случува тоа во македонското општество последните 20-30 години. Тоа ми дава за право, тоа се да жртвувате време тоа да го правите, но тоа никој не го поддржува, за жал. И на кого му одговара вакво, како што рековте, труло општество? На бизнисмените. Само на бизнисмените. Па тие се кои што на таа, како да наречам, ајде, Елита, која што им одговара и во оваа ситуација и на добар дел, се да не бидам разбран погрешно, не и на партиите некоја да. Животот се одвива некаде на онај реалниот на друга страна, не? И ние до вчера што се занимававме, се и заборави веќе. Се беше ова. Тие случаеви да не ги редам, не. Да. Пак се црнила. Па црнила, а реалниот живот е некаде. Ова и тие тука прават она што прават да го зголема својот капитал. Ја ги разбирам, но мора да има правила. И тука, ја дури еве пак наједноставно се враќам на тоа да ако вие, оној кој што е одговорен, се однесувате надвор од тие правила, ставно ве казнуваат, точка, готово. Те ве опоменуваат, не одма казна, опомена, не, втор пат казна, па поголема казна, не. Што ви каже тој еден, нека има поголем прекршоци во Франција, да. Има многу пари. Казните се превисоки, да. Да, ама секој си внимава. Внимава максимално. Се не да ќе се случи и таму има несреќи. Да, нормално. Да. Но вие правилата се правила. Да возите на партизанска со 150 километри, а да обидете неказнет, не може тоа. Од Агенцијата за иселеништво имав гостин тука пред еден месец ми се чини и вели наш иселеник кој што работел во пекара имал своја. На улицата која што поминувал било дозволено да се вози 30. Така. Тој гледа дека е 4 сат, нели пекарите од покасно на работа и тој си возел 80, никој нема. Добил казна. Ама не видел дека има камера. И го оставиле од полицијата да видат до кога можат. Он година дена возел 80 на таа улица и добил казна за година дена 12.000 евра. Па во Швајцарија нема да добијат лиценца која што не ќе биде фалш. И повелете возете понатаму. Да. Така? Да. Во тоа е проблем. Затоа не можеме да слушнеме дека во Швајцарија имаме ваква трагедија. Не може. Мислам, не може, таа нема да биде од ваков причините не се тие, да. Така е. Мислам, децата од мало... Од кога ја добил таа казна од 12.000 евра, потоа сигурно возел 30. Таа иста или таа иста улица колкави да му се... Ја еве за тоа, ова говориме, кажам тоа вака во една година во Охрид, одам таму и паркирав колата пред на 10 метра од пешачки премина. Тој имал акција тогаш во Охрид. Акција, некои донесени се полицајци од други држави. Има мала една работа и немаш ни 5 минути. Гледам колата ја нема. Поминал пајак. И ја викам, до кога? Јас викам, помислим нешто. А еден тука на 2 метра се смее. Вика, тие носи пајак. И брзо јас сега го кажувам тоа да направам. Не вика, веднаш се регистрира тој и мора да платите казна. Веднаш. 50 евра. Да. И уште памтам. И повеќе повеќе и секој ќе помина тука. Мислам, зошто го говорам ова? Ова. Тој систем мора да не научи на некој однесување. Тој не е само да не казнува, не? Да. Туку и да не превенира, да веруваме дека нема некој да вози 150 на партизанска, како велате, претворивме во, не знам што. Во патека за трки. За трки. Вчера јас сега ова зборуваме што тоа значи, али не е битно, не. Ќе малку ќе му тепаш еден на пешачки. Не се почитува. 2 дена после трагедијата со Фросина имаше повторно возење со 150, дури се снима. Не беа малолетни, ама ете тука мора се возачи. почне од тоа дека вие мора да бидете казнет ако го направите некој прекршок. Точка. Да. И сега кога тоа ќе го движите понатаму, политичарите, оние кои што имаат моќ, ќе нема таа, би рекол, бесконечна така улога, или како велиме ние, моќ, дека можат се да ова поправат. Не можат. И тога и бавењето со политика веќе е нешто сосема друго. Сега е као можност вие да се збогатите што може побрзо. Што може побрзо, не.
или како велеше еден од нив, мој пријател на времето уште не, стана во една од тие партии, челник не е битно, вика, како бе, јас, што сум ја, вика, сум имал 30 милиони евра. Ништо. Ништо. Ја го гледам за малку телевизор ќе искаш. Ама, видите, се јас го, дори веќе се еден разговаране, па се снашол некако во таа ситуација, бил Да. барем Тоа е да илјада пати попаметен од мене. Да. Ама тоа веќе говори за други, има други. И за импликации. свеста. За свеста, апсолутно, за системот. За тоа говориме ние. Тука можеме и да треба да бидеме, да не се сее еден сега песимизам, така, да бидеме малце пооптимисти и да работиме реално оние кои што се заложени оном каде што се. Значи, чекајте, стоп. За така го гледам јас тоа, не. Така. И да се создаде таа атмосфера, една клима, која што за едно 5, 6 и колку години таму да не зборувам, повеќе не, ќе создадеме едни нормални услови за живот. И те видат, младите не бегаат само од економски. О тој систем што го зборуваме, веќе се Ова што цел говориме, час. тие се соочуваат на многу млади, не, као што викаше еден дечко, тоа многу давна, не, ајде да не зборувам сега што значи тоа е, викате од кај потекнува, живеев не на улица, а доле се продаваше дрога. На времето што има колку 25 години повеќе. Сите знае, не, полицај поминува тука. Знаеш што викаше дечкото? Да? Од ова држава не бива. Зашто? Не бе, вика. Немаше ни 20 години. Како кажува тоа? Како е можно, вика, овој да продава дрога, а полицајецот стои на 20 метра? Мислам, згозувачки, како да ми текне сега. Не? Ова што ти ме провоцираш во тој поглед да го кажам, не. Како можно? Партнери. Партнери. Партнери во несреќата. И ја да купам, одев таму, вика, ме гледа, не си ти, вика, бегај. Да. Сами си Мислам, го направивте. да, ова го доведувам до тоа, вика, тоа беше тоа фундаменталното прашање, од кај потекнува, тоа има длабоки корени. Да го корнете него, не може да докрени, може само да го исушите некако, да го Ползавец. сирате него. И оној момент кога навистина таа човечка енергија ќе добие таа димензија, го добивате системот, го добивате Европа. Сепак Европа е тоа, се разбере, државата е, знаете, здравство, школство, судство, што? Да. Кога ќе промоционира тоа, веќе вие као поединец се чувствувате дека живеете во сигурна средина, сигурни услови, не? И да сте посиромашен или побогат, но барем што се однесува до тој дел, вие сте сигурен како човек да живеете во таа средина. А не постојано да се... Дека здравството го имаат и сиромашните и богатите, дека Кога училиштето ќе го излезам имаат едните од и дома, другите. излезам да не ме удри некој со кола, така, ви се е паркирано, така. Чекам автобус 1 сат. Пазете, внимавајте. Па внатре не знам што кој. И во денот се претвара, зборувам за обичен човек, во еден хорор, би рекол, не. Да. Ако тоа малку го семете посериозно, може да настрадате ментално. Така. Затоа и на овие луѓе кои што вас настрадат, да им треба навистина помош во тој поглед. Не само материјална. Не, зборуваме за другиот, за психичкиот. Психичка една која ќе ги соочи, на некои тие се соочи Се уште не се сурова свесни што реалност, се но случува. За жал. ќе им покаже дека сепак постои нешто надеж за еден подобар живот. Го изгубиле немилото. Ацевски, доста е за денеска. Доста е тежок ден. Без разлика. Ще еднаш да ти Али ви мораме сум да кажеме заблагодарен нешто за, кое, да. за ова. Али, како што кажав и на почетокот, може би најтешкиот ден во Македонија. Апсолутно, да. Мислам, потежок тешко да има и да нема никад, никогаш. Благодарам уште еднаш за разговорот, ке се надевам за поубави теми во некоја следна прилика. Апсолутно, да. Почитувани Јас сум предлагам- бил ваш гостин повеќе пати. Така. Да.